дали се потребни веќе за идни уставни промени, а да не знаете што ќе се менува. Никаде во Преспанскиот договор не пишува што ќе се менува во преамбулата, никаде не пишува во што се состои промената на членот 3, повторната промена на членот 3, никаде не пишува во што се состои промената на членот 49. За еден професор по право, морам да кажам, периодот што го живееме е период далек од евономијата, односно од правото, срам за правната професија, зашто професори по меѓународно јавно право велат, говорат дека се уморни од правото и дека се во политиката. А пишуваат за юридизација на правото, за јустициализација на правото или што ќе рече за нужноста од политика во границите на правото, уште од Платон, не само држава и закон, зашто и филозофите не биле безгрешни. Тоа е навистина, морам да кажам, навредливо за мојата професија. И уште една реченица. Постојано слушаме за судир меѓу идеалисти и реалисти. Идеалистите се разбира овие се кои се уште веруваат во трошките меѓународно право, а реалистите се повикуваат на тупидите. Добивме дури лекарски квалификации, но јас како правник морам да кажам дека само политиката може да биде шизофрена. Правото е најдобриот лек, затоа и се вика правен лек, против шизофрена политика. Ја донесов книгата последна, прва и последна, не знам, на Джеймс Пердју, Peacemakers, значи творци на мирот. Мислам дека овде се и предпоставувам оние кои што се творци на уставите, зошто го велам, бидејќи самиот тој тука открива дека неговата советничка Лорен Милер е главниот автор на рамковниот договор, но не само на рамковниот договор, туку и на Косовскиот договор, туку и на Дејтонскиот договор. Ние постојано од новинарите слушаме за авторите на рамковниот договор во Република Македонија. Убедена сум дека, и ако има веќе индици, еден ден ќе чуеме и кој е творец на Преспанскиот договор, но јасно е дека ниту се грчкиот и македонскиот преговарач по ход Лајнтија и за сакале не би можеле да се договорат, на англиски мислам, туку дека е ова уште еден инструмент глобализацијски кој нема за намера да го реши проблемот замислен, измислен меѓу Македонија и Република Грција, туку, бидејќи судбина ни било да сме на линијата на огнот, да си ги регулира геостратешките интереси. Убаво рече еден американски професор кој се уште верува во правото и чувен дека ако треба и низ оџак ќе не втераат во НАТО организацијата. Но еве да се осврнам конкретно на договорот. Прво, роман од 20 страници не може да реши прашање како што беше прашањето за името, зашто само тоа е предмет на спор, се вели во двете резолуции и интересно, гледам овде академици, најдов дека декларација малку во 2010 година донел во која што тврди дека само и само името е предмет на спорот. Значи, уште во насловот се гледа дека разликата се трансформирала во разлики и дека наместо само да се
разговара, односно да се преговара за разликите за името, се преговара и се регулира историјата, македонската меморија, македонскиот идентитет, уставниот и политичкиот систем, културата, образованието и слично. Ние во правото за ваквите четива, за ваквите спогодби и за евентуалните уставни промени што ќе произлезат, велиме дека се октроирани, наметнати, imposed. И веќе во уставноправната наука се пишува за наметнати решенија. И кога ги споредите решенијата во рамковниот договор со оние во Дејтонскиот, со оние во Афганистанскиот, со оние во Ирачкиот, ќе видите многу слични решенија, зашто стейтбилдерот е истиот. Стейкхолдерот е различен. И тоа е она што мнозина од нас веќе го кажа, е тезата на професорот Чендлер, дека тоа води кон бездушна држава. Зошто? Бидејќи странците се креатори. Така што, кога се вели историски договор, мислам дека и Черчил веќе во гроб се превртува од толку премногу историја, не ја правиме ние историјата, како што велат, и непристојно е за своите акти да велите дека се историски. Оно што го забележувам исто е во договорното право, велиме ние, особено меѓу две држави, се работи за равноправни субјекти. Обата субјекти имаат меѓународен правен субјективитет. Тоа значи дека не може едната страна да има две имиња покрај Република Грција и Хеленска република, не знам дали знаете. Толку е, значи, интересен овој феномен на хеленизација и идентификација со современата грчка држава, која е модерна творба како и сите други настаната во 19-тиот век, што дури и оној чувен устав на атињаните, тие го сметаат за прв грчки устав. Дека не е ова во ред, само ќе напоменам еден намерно од грчки автор што вели за оваа ситуација, чувениот Антонис Лиакос, во Historical Time and National Space in Modern Greece, вели: и покрај античкото име и себе перцепцијата и презентацијата, модерна Грција воопшто не е стара нација. Грчката национална држава се роди како резултат на сепаратистичката војна, која што во втората декада на 19-тиот век се отцепи од отоманската, се откина од отоманската империја. Новите територии беа резултат на анексијата во 19-тиот век и почнува од 1864 Јонските острови, па се кажува 1912-13 дел од Македонија. Зборувам, веќе ова е многу битно, за она чудно со договор, утврдување што значат термините Македонија и македонски за едната, а што значат за другата страна. Интересен феномен е исто така што никаде во оваа спогодба не се споменува привремената спогодба од 1995 година и пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг за прекршување на членот 11. Зошто го потенцирам ова? Зошто за еден правник болно е цинизам и хипокризија е на крајот од текстот имате се што ќе биде прекршено во спогодбата. Прво ќе се обидат страните да го решат со меѓусебни разговори и преговори, ако не можат, пак ќе побараат помош од генералниот секретар на Обединетите нации, а ако не може и тој, тогаш ќе одат пред Меѓународниот суд во Хаг, кој
кој што Грција не го признава, не само Грција не го признава, не ја признава, не го признава и НАТО, изјавата на генералниот секретар Столтенберг, не го признава очигледно ни ЕУ. Сега, ова е, значи, суд во кој што ние, професорите по уставно право, гледаме иден уставен суд. И замислете сега, ако сте ја признали юрисдикцијата, а велиме има, значи, спор, а велите дека пресудата не важи. А не го формира судот во как Република Македонија, Обединетите нации не ја почитуваат сопствената творба. Спогодбата е целосно асиметрична, а во правото договорно мора да има целосна симетрија на двете страни. Едниот наредува, другиот извршува. Иначе, да го споменам чувениот професор Джозеф Вајлер, кој слично нешто вели и за ЕУ. Вели дека кандидатите за ЕУ секако пред суд, молчи и слушај. А дека сигурно и земните кандидати имаат право да учествуваат во креирањето на европската иднина. Значи, понатаму, едниот субјект наредува, другиот субјект е подреден. Кога ја гледаме преамбулата, јас веќе ја споменав Хеленската република, зошто е тоа? За да се докаже грчкоста, Greekness, на целата античка историја, сега повторно јас ќе се повикам на грчки чувен автор Адамантија Полис. Тој вака вели дека тоа свето тројство, држава, нација, црква е неодржлив, невозможен, неевропски, немодерен феномен. И откако ги анализира хетерогеноста на Грција, во која што објаснува дека има, не вели македонци, вели славомакедонци пишува, вели дека само подпишувањето на Конвенцијата за регионални малцински јазици и ратификацијата на Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата може да направи од Грција модерна држава. Значи, тоа место на Преспа беше родено за ратификација на овие документи, на кои се повикува европската, се повикува многу често и, значи, Европа, ама и светот. Интересна работа. Во сите овие наброени овде конвенции, документи на кои што се темели Преспанскиот договор, а сите до еден се прекршени од повелбата, членот 4, кој што изрично вели дека од ниту една држава, значи, условите се наброени. Имаме пресуд, ава и советодадено мислење од 1948 година. Ниту една држава која аплицира за членство не може да се бараат дополнителни критериуми. Тоа е јус когенс. Дури и да принудиле, дури и тоа што се подпишала Македонија, не важи еден ден, морам да кажам. Бидејќи убиството на правото или обидот за убиство е почнат во Обединетите нации. И затоа она на Преспанското езеро беше спектакл демократија, видеократија, идиократија, морам да кажам, во која што учествуваше и представник на Обединетите нации. Значи, името на една држава е инхерентен елемент на правото на самоопределување, а правото на самоопределување
е темелот на Обединетите нации. Во оваа смисла повторно сакам да се обратам до мислите на еден од судиите, на професорот Крафорд, во случајот на, во случајот Македонија против Грција. Тој тамо вели дека од никого не може да се бара да интервенира во своето име, знаме, химна, бидејќи тие се субсумирани под правото на самоопределување и дека вакви спорови во 21. век не се за похвалба. Дека е апсурден спорот, значи тоа е наведено во пресудата, тврди и неговата напомена за абсурдноста вели вака. Дали знаете дека химната на Република Полска почнува со зборовите "О Латвио"? Можете да го проверите тоа, јас го проверам. Конкретно, значи, за договорот. Ќе одберам неколку члена за кои што мислам дека се најважни. Целата приказна е околу опасноста од иредентизам и не знам во колку членови се повторува во Преспанскиот договор. Правно знаете дека не само што Бадентеровата комисија рече дека такво нешто нема, не постои, името не имплицира никакви територијални претензии, за разлика од она Македонија е грчка, што е сериозна територијална претензија, но истото беше повторено и во рамките на Хашкиот процес уште еднаш. Да не ги споменувам авторите од Хенкин, да не го споменувам, значи, Уфе Елеман Јенсен, срамот, петното, црно, пазите, тогаш председавач на Европската заедница, да не го споменувам Джеймс Питифер, кој што неодамна изјави, нели, храбро дека ова е морален банкрот на ЕУ и НАТО. Значи, никаква територијална претензија нема. Но, еве да речеме дека стравот на Грција треба некако да се реши и ние посегнавме по промена на Уставот уште 92 година и напишавме дека немаме територијални претензии, уште еднаш дека нема да се мешаме во внатрешните работи. Повторно сега се актуализира, гаранција се бара дека нема, границите се стабилни, иако Келсовскиот завршен документ тоа го вика, и дека нема да има територијални, јас не знам точната содржина на предлогот. Значи можете вие уште не знам колку пати да повторите во Уставот. Иако еден од темелните вредности е и почитување на нормите на меѓународното право. Тие велат нема мешање во внатрешните работи. Но зошто е овој договор проблематичен? Се што е тука напишано е всушност директно мешање во внатрешните работи на една суверена држава. Второ, ние во Уставот на Република Македонија, покрај двотретинското мнозинство потребно за донесување на одлука за договорна промена на границите, гледаме дека, како напиша Ла Стампа, вампирите повторно се појавуваат на Балканот, повторно се разговара за можни територијални промени, ја зајавивме уште со референдум, значи задолжителен референдум за територијалните промени. Во Грција има ист таков член сличен, но не се бараат ниту референдум, туку вели дека за територијални промени се одлучува со мнозинство гласови од пратениците. Интересно. Исто така преамбулата. Ја не знам по кој пат сум рекла,
тоа дека непознат феномен е кога не се носи нов устав да се менува преамбула. Ние тоа еднаш го направивме и сега не цитираат како непознат, како преседан станавме. Зошто? Бидејќи во 1991 година при донесувањето на нов устав, дисконтинуитет со старата држава, се знае дека треба да се утврди уставниот пак, државотворноста на Македонија и слично. Ние во 2001 година рековме дека перцепцијата од 1991 година не била таа што била, туку е оваа што сега мислиме дека е. Сега повторно ќе ја менуваме преамбулата. Од она што го слушнав од министерот за надворешни работи, морам да кажам, спротивно на неговиот ангажман, колегата ќе зборува за тоа, е спротивен на членовите 8А, 8Б, 8В, каде што вели дека не може вие да употребувате државен простор за кампања. Второ, видете, може на Твитер како Трамп да одговарате, ама не може на сите да им одговарате во така наречено, нели, Facebook Live, бидејќи ние имаме тешки искуства со фабрики во Македонија, од типот на наместени одговори, договори, прашање и слично, но она на што инсистира Кодексот на добри референдумски практики е само во дебата и во диалог. Тоа го нема. Зборот ми е, тој рече дека бара Грција поголеми гаранции врзани за одлуките на АСНО. Ева видете сега, АСНО е историски факт. Овде гледам историчар. Тамо пишува така како што пишува. Точно е дека тамо се обраќаат во одлуките и до, значи, македонците во Егејска и Пиринска Македонија. Ами насно имало и представници од Егејска и од Пиринска Македонија и историчари станавме. Вие тоа не можете да го смените. Меѓутоа што се гледа во односите меѓу две држави. Па во овие 74 години ние не сме имале, значи, ниту еден момент да манифестираме територијални претензии и да ја загрозуваме. Значи, причината е во чувството на вина што постои таму и тоа никоја одредба уставна не може да го смени. Завршувам. Еве, не знам што попрво да фатам, искрена. Значи, цело време се зборува дека идентитетот е потврден, македонскиот јазик е потврден, македонците се признати и така натаму. Оваа одредба ние празниците имаме обичај да кажеме дека е толку во еден договор ултравирес, зашто идентитетските прашања не може да бидат предмет на меѓународен договор, тие се право на секоја нација, па и на македонската. Хипокризијата е што ние не зборуваме за обединети држави, туку организацијата се вика Обединети нации. На секоја страница во грчкиот устав со голема буква имате народ, нација, народ, нација. А ние никаде не е споменато овде. Тоа што се вели дека термините Македонија и македонски имаат значење врзано за сопствената свеја анонимна историја, апсолутно ништо не значи. Еве зашто не значи. До придавките. Јас се чудам на нашето мано, морам да кажам. Бидејќи, кога велиме ние мано, кога велиме македонска телевизија, кога велиме ние македонска банка и така натаму, јасно ни е дека мано не е
Значи, она што се создава, културата, уметноста, науката, не е плод на државата, туку е плод на нацијата. Значи, логика нема да се вика, ние имаме Алсат телевизија во Македонија, така? Значи, Алсат може, ама не може МТВ. Зборот ми е, придавката значи негирање на идентитетот. Она дека сите државни, пред сите државни и јавни институции исто така ќе ја снема придавката, доволно говори дека е тоа спорно, а мојот колега веќе кажа од интерпретациите грчки, вие отворете и сега на официјалната страница на Министерството или изјавите на сите, ќе видите дека велат не признаваме нација, признаваме поединечно право на самоопределување. Да, постои поединечно право на секој од нас на самоопределба, меѓутоа народите се самоопределуваат. Значи, македонскиот народ се повика на правото на самоопределување кога влегуваше и врз основа на тоа право влезе во Југословенската федерација. И врз основа на тоа право излезе од Југословенската федерација. Правен наследник беше. На него се повикавме ние кога ја пишувавме декларацијата. Тоа никој не може да го, значи да го избрише, ниту да го гарантира. Темата за јазикот е смешна, да ви признава некој јазик, тоа е неверојатно нешто, а толкувањето за Macedonian значи за nationality, citizen of the Republic of North Macedonia е непознат феномен. А ако се признава нешто, тогаш како за сите, Грик, Френч и така натаму. Само една работа за референдумот, да кажете. Јас, исто како што рече и чувениот професор по меѓународно јавно право Бойл, и кога би сакала, не би знаела што да одговорам. Зашто јасно ви е, ниту е прашањето јасно, ниту е прецизно, може да сте, сега во истражувањата читаме дека делумно некои, се замислете, за, против и делумно. Демек, тоа значи за ЕУСО, против НАТО-со, против Преспанскиот договор со, јас се рачунам во гласовите кои ќе гласаат делумно. Само еден збор како професор по уставно право. Крајно време е Уставниот суд на Република Македонија да собере сила како Португалскиот уставен суд, бидејќи тоа прашање беше важно, се однесуваше на уставниот договор, да рече дека прашањето е неуставно и дека е нејасно и непрецизно. Се надевам дека ќе побара амикус курие бриф од Венецијанска комисија, но кога сте во друштво на венецијански трговци, тогаш само Шекспир може да не помогне. Благодарам.